Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Изборната карта на Македонија од вчера драстично се промени и од црвена стана доминантно сина. Зошто и како? Ова се дел од централните прашања во вечерашнава анализа. Ја отвораме и дилемата зошто анкетите промашија повторно. Ќе анализираме и чија главоболка од синоќа е поголема, на Заев или на Груевски. И може ли да се предвиди финалната разврска во доминантно албанските општини во кои ќе има втор круг? Подготвивме и проекција за распоредот на силите во парламентот под предпоставка дека вчера имало парламентарни избори. Видете кој колку пратеници ќе освоеше ако вчера се одржаа на вистина општи избори. Имаме и материјал од терена, во студиото гости ќе бидат новинарката на Дојче Веле Катерина Блажевска и првиот извршен директор на невладината МЦМС Александар Кржаловски. И саботажата вечерва е постизборна. Ве поканувам да бидете на Алсат и да го проследите и ова издание на 360 степени. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Локалните избори завршија во 46 општини, а во 35 ќе има втор круг од градоначалничката трка. Меѓу нив се и најголем број од општините со доминантно албанско население. Во Тетово, например, Теута Арифи од Дуи, која се бори за втор мандат, влегува со предност од околу 4.500 гласа пред конкурентот Билал Касами од Беса. Во седиштето на Дуи во Мала Речица синоќа беше еуфорично. Се славеше бидејќи партијата успеала да врати дел од изгубените гласови на минатогодишните парламентарни избори. За Теута Арифи, која се бори за втор мандат како градоначалник на Тетово, исходот од битката во вториот круг е веќе извесен. Mi po shkak të pjesëmarrjes së më shumë partive politike ku kanë ndodhur shpërndarje e votës, normalisht që nuk kam arritur që ky proces të mbylli në raundin e parë. Do me thënë, po të mos ishim kaq shumë kandidat, ky proces do mbylli që në raundin e parë dhe atë në favorin tim si kandidat dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim si parti politike. Задоволни од резултатите синоќа беа и во Беса. Лидерот Билал Касами констатираше дека неговата партија е единствена со чисто албански гласови, додека други имале поддршка од македонските коалициски партнери. Që duam të vëmë re është se tashmë skena politike në Maqedoni është rikonfiguruar, sepse në shumicën e komunave shqiptare lëvizja Besa shkon në balotazh dhe kjo na bën partinë më serioze pretendente për të marrë shumicën e komunave shqiptare. На крајот од изборниот ден на плоштадот во Тетово, обично слави партијата која има најдобар резултат. Но овој пат не е така. Центарот на градот остана празен. Ова можеби најдобриот сликува неизвестноста за тоа на кој од двата кандидати во вториот круг од локалните избори тетовци ќе му ја дадат довербата, во надеж дека ќе ги решава проблемите со кои се соочува нивниот град. Ден по изборите, дел од граѓаните имаа надеж. За други пак, Тетово е безнадежен град. Треба да се гласа за кандидатот кој има најдобра програма и нуди најдобри решенија за сите проблеми што ги имат тетовчаните. Се да дојде некој да ги реши тие проблеми, нели? Со ѓубриштето, со сообраќајот. Presëm gjithçka, megjithatë të njëjtit njerëz janë s'ka kur gjë, s'mund presëm asgjë. Теута Арифи влегува во вториот круг со околу 4500 гласови предност пред Билал Касами. Арифи освои 2500 гласа повеќе од листата за советници на нејзината Дуи. Предпоставките се дека тоа најверојатно се гласачи на СДСМ, која не излезе со кандидат за Тетово, а вчера доби околу 4100 гласови на советничката листа. И Касами има подобар личен резултат отколку неговата партија во Тетово. Разликата е околу 1600 гласови плюс на неговото конто. Пред вториот круг, и тој и Теута Арифи ќе се обидат да придобијат дел од 16.000 гласа, што ги освоија Алијанса за албанците, ДПА и ВМРО ДПМН. Пред нив се 2 недели кампања и преговори. Теута Арифи е меѓу ретките градоначалнички и жени кандидатки на овие избори, како што и Наташа Петровска од СДСМ во Битола. Таа победи уште во првиот круг, освојувајќи дури 13.500 гласа повеќе од ривалот од ВМРО ДПМН Зоран Илиоски.
Големата разлика во Битола е едно од најголемите изненадувања, ако се има предвид дека на парламентарните избори во декември СДСМ имаше само 2300 гласа повеќе од ВМРО-ДПМН. Широк сокак, символот на Битола, има символика и за главните политички ривали. Од едната страна е штабот на СДСМ, од другата штабот на ВМРО-ДПМН. Во мирна атмосфера вчера се очекуваше исходот од гласањето и во партиските централи и од граѓаните. Очекувам дека Битола нема пак да биде касава, него дека ќе тргне за напред, ќе има развој, ќе има просперитет за младите. Но со зајди сонцето згаснаа светлата во просториите на ВМРО-ДПМН. Без најава, штабот беше ставен под клуч, а членовите и симпатизерите збунети го напуштаа местото. Новинарите беа упатени да бараат информации од централата во Скопје. Паралелно се слушаа првите овации од другата страна на широк сокак. Првичното водство подоцна беше потврдено во убедлива победа на Наташа Петровска пред кандидатот на ВМРО-ДПМН Зоран Илиовски. Драги мои битолчани, коптежа се оствари! Веселата атмосфера со зурли тапани позади мене е пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз во Битола, кој прогласи победа на првиот круг на локалните избори. Наташа Петровска е новата градоначалничка на Битола, а мнозинство имаат и членовите на Социјалдемократскиот сојуз во општината, што значи дека битката за локалните избори завршува денеска и нема да има втор круг. Се славеше до полноќ. Надежите се насочени кон враќање на изгубениот сјај на најградскиот град, од кој многумина се иселија. Ден по изборите, очекувањата се големи. За подобро на општината, само резултати, ништо друго. Од ветеното да се исполни се. Би требало еднаш да биде жена. Некогаш и жените се како да кажам, подобри од мажите. Наташа Петровска е прва жена градоначалник на Битола и меѓу ретките во државата. Жените покажаа дека можат навистина да се носат со проблемите. Меѓутоа, мора да покажат и дека можат успешно да ја водат општината, односно да ги водат општините, тоа мора да го покажат на дело и само на тој начин да остават печат и да остават да отворат врата дека жените навистина можат и успешно да ја водат општината. Меѓутоа, ако сакаме навистина да ги поместиме повеќе работите, мора да покажеме резултати. Тоа е обврска која што стои особено пред жените кандидати. Петровска освои 13.500 гласови повеќе од ривалот од ВМРО-ДПМН и застанува на чело на Битола по двата градоначалнички мандата на актерот Владимир Талески. Битола е само едно од изненадувањата, ни една анкета не го предвиде она што се случи вчера. Во студиото се Катерина Блажевска, новинарка на Дојче Веле. Добро вечер, добре дојдовте. И Александар Кражаловски, прв извршен директор на невладината МЦМС. Благодарам што сте со нас. Блажевска, каде ги лоцирате главните причини за ваквиот исход? Зависи од чија позиција го гледам исходот. Ако гледаме од позиција на ВМРО-ДПМН, причините се многу слојни. Претежно, мислам, почетокот на тие причини датира од 2015 година. Да не зборувам за последните 6 месеци, после парламентарните избори, остана нерецензирани од граѓаните многу политички настани, вклучувајќи го периодот во кој се парпелкавме во обструкција околу давањето и недавањето на мандатот на мнозинството за формирање влада. Потоа крвавите настани од 27 април. Сепак за помалку од една година, разликата во гласовите што ги добива оваа партија е повеќе од 100.000. Така. Значи, сето она што се случуваше после парламентарните избори, а остана нерецензирано во смисла дека луѓето го искажуваа својот однос кон она што значеше обструкции на процесите во парламентот и на смената на јавниот обвинител и на изборот на нова влада и така натаму на избор на председател на собрание, сите тие настани придонесоа во еден, да речеме, изборен процес, тоа наталожено
незадоволство или искажување на револт против сите тие процеси кои што и украдоа многу време на Македонија, да го донесат овој резултат. Лидерот на ВМРО ДПМН и украде многу време на собствената партија. Секако тоа е помалиот проблем, бидејќи поголемиот проблем е што Македонија во изминатиот период заради овие настани изгуби многу време. Имаше анализи дека некои потези на власта можат да одат контра низиниот рейтинг, например, договорот за добрососедство со Бугарија, влегувањето во тоа, да се донесе закон за унапредување на употребата на албанскиот јазик. Да, но не заборавајте дека сите тие дел договори, дел предлог законски проекти беа и предмет на манипулации и предмет на лажни вести. Меѓу другото, еве да се сетиме сега, еден период тиранската платформа беше најспомнуван збор во собранието. Дали го слушнавте лидерот на ВМРО ДПМН на овие избори да ја спомене тиранската платформа? Дали тоа го споменуваше во изборната кампања? Дали граѓаните, мислам дека веќе почнаа да создаваат некаков инстинктивен имунитет против лажните вести, односно против ширењето на страв со некакви измислени проблеми што божем ќе ја вратат Македонија назад. Искреноста кон гласачите или неискреноста кон гласачите се покажа на овие избори. Партиите ја платија цената што ја платија, некои со задоволство, некои со големо разочарување. Меѓутоа, тоа е поука за сите. Овој изборен резултат е поука и за оние што се победници на изборите. Затоа што резултатите се буквално променети во однос на што беше пред 4 години и сега кога лидерот на Социјалдемократскиот сојуз прогласува победа, честита, бара посветеност, предпоставувам дека е свесен, дека и Груевски пред 4 години со голема радост, слични зборови или можеби малку поинакви, но секако во славеничка атмосфера им се обраќал на своите сопартијци, приврзаници, симпатизери за денеска по само 4 години, што не е голем период, да доживее ваков тежок дебакл. Значи, ова е поука и за оние што имаат некаква доминација во локалната власт, што ја имаат централната власт. Апсолутната власт, нели, може и апсолутно да те расипе, или ако не те расипе, малку да те дезориентира, да те вивне во облаци, да изгубиш чувство за реалност, да изгубиш контакт со гласачите и мислам дека поуката треба сите да извлечат, ВМРО особено, раководството на ВМРО ДПМН и луѓето кои што на било каков начин можат да влијаат врз натамошниот развој на внатрешното уредување на таа партија. Да, подоцна ќе зборувам и за тоа секако Кржаловски. Каде вие ги лоцирате причините за ваквиот исход? Ако се согласиме дека главна вест е потврлањето на ВМРО ДПМН, зошто тоа се случи? Точното вие лоциравте веќе дека не достигаат, односно помалку оствари ВМРО меѓу 100 и 120.000 гласови и прашањето е точно која е причината зошто тие гласови не достигаат или зошто, јас би рекол, не излегоа на гласање тие што претходно го поддржувале ВМРО на претходните 2-3 изборни циклуси, кога ВМРО стигаше до 450.000. И што вели вашата анализа? Неколку идеи проциркулира. Едната беше ослободување, нели, од тоа што беше притисок или клиентелизам. Оние кои имале корист од ВМРО ДПМН, сега кога веќе не се на власт, не гледаат причина да гласат. Второ, тие што под притисок гласале оно што беше, нели, оспорувано во претходните избори, неколку циклуси на ВМРО дека се закани, уцени, ветувања за вработување и слично. Втора група би била таа на клиентелисти, така да речем, кои, односно под уцена кои или под закана го давале својот глас. И третата е колкаво е влијанието на реформистите, односно движењето за промени внатре во ВМРО ДПМН, кои отворено или јас не слушнав таква нека отворена иницијатива, меѓутоа гласините се дека имало повик за бойкот на изборите токму од оваа група, а тие собра, ако не се лажам, таа димenzија навистина јавно непозната. Колку е тоа силна и моќна структура внатре и колку е незината моќ реално да влијае на сериозен број поддржувачи на ВМРО, па еве дури да бойкотираат избори?
а тие самите рекоа дека собрале 60.000 подписи за поддршка на иницијативата. Тоа не мора да значи директна рефлексија на излезноста на гласањето, меѓутоа реално има помала излезност, нели, некаде 7-8% помалку од парламентарните избори, можеби повеќе од претходните избори, и главно се тие што гласале за ВМРО претходно. Прашањето е да колку се влијателни, и се тука има еден парадокс кај нив. Вчера тие нели има изјава и го повика лидерот на ВМРО ДПМН да си даде оставка за овој срамен пораз, срамен резултат. Со тоа што, ако е вистина ова што го зборуваме дека тие влијаеле да не излезат гласачите на ВМРО, бидејќи и со тоа пак имат 335 или 340.000 гласови за ВМРО ДПМН, значи клучната разлика е токму нивниот придонес, а не тој на Груевски или на ВМРО ДПМН, во овој срамен пораз, да речеме. Значи е парадокс, со една страна го обвинуваат Груевски за поразот, меѓутоа тие се тие што највеќе допринеле за поразот. И се прашање како тоа ќе биде перцепирано и од самите поддржувачи нивни, кои не излегле, ама и од овие што гласале за ВМРО ДПМН. Не го гледам како парадокс. Ако вие сакате да иницирате реформи во партијата, не можете да речете, добра, ајде сега ќе ги запреме тие иницијативи и ќе бидеме соучесници во изборите со ова раководство, со неговите мерки или, како да речам, планови за изборна кампања, а не се согласуваме со нив. Мислам, тоа е соучество во политиката на оној кој сакаш да го реформираш. Што воопшто не ги третираше... Грешката, јас не ја гледам тука, јас напротив гледам една, како да речам, една освестена категорија на луѓе кои и посакуваат добро на партијата. Бидејќи Груевски на овие луѓе им затвори врата. Тој воопшто не сакаше да разговара за реформи, со што го покажа својот, уште еднаш го потврди својот недемократски капацитет. И второ, тој стана камен околу вратот на целата партија комплетно, па дури покрај оние кои што му се верни придружувачи во целата ова последна година и кои што мижат на работи на кои што не смеат да мижат, тој им стана камен околу вратот и на градоначалници кои реално на ВМРО, кои реално има објективни шанси да победат на овие избори во првиот круг, доколку над нивната фотографија на плакатите не стоеше логото на ВМРО, кое на луѓето им асоцира на Груевски и на тимот кој што он го донесе во партијата за да ја освежи, а всушност со едни безлични анонимни фигури кои никој не ги прифаќа во членството. Јас се согласувам, па ја ги со тоа дури целосно, дури мислам ја кој ги коментиравме во декември изборите, дека резултатот на изборите беше идеален, прво за демисија на Груевски, ама во исто време можеше да го демисионира и Заев, а богами Али Ахмети, бидејќи ако сите прогласија победа на тие избори, всушност сите загубија. ВМРО не стигна до 63 пратеници, туку 51, што беше пораз, иако има повеќе освоени гласови од СДСМ. СДСМ освои помалце гласови, Заев велеше дека треба ќе даде оставка, меѓутоа бидејќи Груевски не го направи тој, и Заев не даде оставка, Ахмети го се преполови, значи ќе беше идеален момент за промена на лидерството, ама тоа се пропушти тој момент. Добро, одиме на кратка пауза, па се враќаме со анализата. Благодарам за сега, ве поканувам да бидете на осад. Воведот во анализата за исходот во општините со доминантно албанско население го започнуваме со еден куриозитет на овие избори, а тоа е победата на СДСМ во Арачиново, и тоа со жена кандидат. Nga ky moment fillon numërimi I votave për të parin e komunës së Araqinës. Në garë janë 4 kandidat. Edhe pse ende nuk ka përfunduar procesi I numërimit të votave, njëra nga partitë ka filluar të festoj fitoren. Menjëherë pasi komisionerët bën numërimin e të gjitha fletëve të votimit, u mësua dhe emri I kandidatit I cili do ta udhëheq për 4 vitet e ardhshme komunën e Araqinës. Festa filloi.
ishte shtabi lidhje social-demokrate, përkatësisht i kandidatës Milikia Alimi, të cilët po i gëzohen fitores në Haraqin. Banorët të shumë të komunës Haraqinës kanë dalur të festojnë fitoren e lidhjes social-demokrate dhe kandidatës së tyre për këtë komunë, zonjën Milikia Alimi, e cila siguroi fitoren që në raundin e parë për të udhëhequr këtë komunë brenda 4 viteve të ardhshme. Një ditë pasi ka përfunduar procesi zgjedhor, banorët shprehen të kënaqur me atë se gjatë ditës së zgjedhjeve nuk ka pasur asnjë incident dhe kurrfar parregullësie. Ata shpresojnë se kryetaria e re e komunës do të punojë në përmirësimin e kushteve për jetë. Po pritmi diçka më mirë në boft. Nevoj ka shumë Haraqina. 5 kryetarë janë kanë, kur gjën s'kanë bën. Ndryshimin më së pari numër 1 se pislëki na mushi neve smuet kanalizacimin edhe ujin. Ç'është? Ndërsa, kryetaria sapo zgjedhur për ta udhëhequr për 4 vitet e ardhshme komunën e Haraqinës, Milikia Alimi, u zotua se do të jetë kryetare për të gjithë banorët, pa dallim përkatësisë partijake. Banorëve të Haraqinës së pari ju falenderona unë si kryetare komunës që më përkrahën deri në momentin e fundit, tash e tutje dhe unë do t'i përkrahi ato, të gjitha projekte që kena premtu dhe me Zotin Parë do të realizoj. Për këtë mandat 4 vjeçar, unë do të punoj për gjithë komunën Haraqinës, për një Haraqin më të mirë për të gjithë ne. 57.81% e banorëve të komunës Haraqinës të dielën i dhanë mbështetje kandidatës së lidhjes social-demokrate. Kjo ishte një fitore absolute kundër kandidatëve të saj që në raundin e parë. Milikia Alimi është kryetaria e parë femër që do të udhëheq me komunën e Haraqinës. Еве ова е необичната приказна од Рачиново, а кога сме кај општините со доминантно албанско население, ми се чини дека има повеќе позиции кои што вредат да се анализираат. Прво, најголем дел од нив одат во втор круг и таму е најкомплицирано се чини, бидејќи и гласот е расцепкан на многу купчиња. Вреди веројатно за анализа и прашањето дали функционираше коалицијата СДСМ. Дуи понатаму што ќе се случува, особено во Гостивар и во Струга, каде во вториот круг се соочуваат кандидати на владени партнери на СДСМ, и самите се партнери во владата, дуи Алијансата за албанците. Блажевска се чини дека коалицијата СДСМ дуи функционираше. Некои резултати така во Скопје, за Скопје, например, резултатот. Да. Ако се анализираат бројките од гласовите што СДСМ ги освоил на листата на кандидати за советници во градот Скопје, и тоа се спореди со гласовите што Петреш и Легов ги добил, разликата е околу 17-18 точно колку што Дуи добива на ниво на град Скопје. Слично е и во другите општини, ако не исто, морам да кажам, Чаир, Гостивар, Тетово. Се чини дека Дуи успеа да се стабилизира, дека најголем раст е забележан кај Алијансата за албанците. Да, точно. Таа речиси ги има удвоено резултатите во однос на гласовите што ги имаше на парламентарните избори во декември. Беса стагнира или назадува, не знам сега како поточно би звучело. Има повеќе од 10.000 гласа помалку. Сега дали е тоа резултат на помалиот одзив или на реално помалата поддршка е веројатно дискутабилно. Добро, генерално имаше и помал одзив, меѓутоа мислам дека тоа делумно се должи на односот на Беса, бидејќи таа остави малку дифузни пораки во однос на нејзината насока. Беше со симпатија прифатена кога ги даде подписите за состав на нова влада, потоа одби да учествува во мнозинството, меѓутоа во време кога општеството бараше голем пресврт, големи промени, насочувањето на Беса на така една изолирана позиција во која сами ќе го бараат своето место под сонцето, но насочено претежно во битка со Дуи, тоа малку кај некои гласачи се протолкува како субверзија на, па дури и кај оние кои
не беа задоволни од ДУИ како субверзија на мерата за реформи, за промени и така натаму, дел некои внатрешни партиски веројатно несогласувања, сето тоа ставено во контекст дека може би имаат и таен договор за поддршка со ВМРО нови избори, создаде една таква аура околу БЕС-а која што ги доведе до овој резултат. Сега тие најдобро се ги знаат причините, веројатно ќе анализираат, слично како што и во ВМРО најавуваат анализи. Алијансата покажа голем исчекор, сега двата коалициона партнера во Струја и Гостивар, тоа е навистина многу чудна комбинација, тоа е ребус. Јас не знам дали тука постојат можности некакви во Тетово, а Рифи има голема предност во однос на кандидатот, меѓутоа сите други заедно имаат речиси исто како Арифи и Касам. Но јас не верувам дека во Тетово би можел да постои договор меѓу ВМРО, ДПМН и ДПА. Да речеме лично, не знам, меѓутоа се сомневам дека тие гласови би можеле да се спојат на едно конто или сите да се здружат против ДУИ. Мислам дека не би била можна таа комбинација. Веројатно уште повеќе што генерално резултатот во првиот круг е лош за ВМРО ДПМН, па сега е тешко целата таа структура да се покренува за вториот круг. Мислам дека разочараноста на членството на ВМРО дополнително ќе влие за да може да се тој тип на операции да се изведат. Таму клучно во Тетово ќе биде Алијанса за албанците и ДПА. Дали и со кого ќе прават локални партнерства? Па не сум сигурна дека лично дека може и тоа партнерство да се случи. ДПА досега се држеше на страна и некако, како да речам, имаше некаков джентлменски однос да не се меша во туги сметки, барем од впечаток е таков. Што ми укажува дека може би во овој случај не би се ставило на нечија страна, бидејќи се е можно. Јас мислам дека после овој втор круг од локалните избори може би ќе придонесе поголеми промени во парламентот. Мислите на распоредот на тоа кој е во власт, кој е во опозиција или? Доколку се случи, сега јас не знам дали дуелот меѓу ДУИ и Алијансата може на некаков начин да се одрази на односите внатре во коалицијата, но мислам дека се е поврзано како системот сврзани садови. Мислам дека после овој изборен резултат на ВМРО некои членови на парламентот од помалите етнички заедници за кој подолг период се шушкаше дека можеби ќе ја сменат страната, еве вака грубо кажано, и можеби некои други да станат дел од владеачкото мнозинство, така да повеќе верувам дека дури да се случи некаква кавга на релација Алијансата ДУИ, тоа нема да се одрази на ова, бидејќи можно и на друг начин да се прошири парламентарното владеачкото мнозинство во парламентот. Кржаловски, вашата анализа што вели? Кои се победници? Има ли такви, условно кажано, во општините со доминантно албанско население? Пред изборите прогнозирав дека ќе има по нешто за сите, за ВМРО ДПМН не се оствари тоа, бидејќи прогнозите беа барем дека поголем број општини ќе освојат, а во албанскиот блок дека ДУИ најверојатно ќе освои најмногу општини, но можеби ќе изгуби една, две или сите три од битниве Гостивар, Тетово и Чаир. Ова покажа дека ДУИ сепак ќе потврди воздечката позиција, така да борбата е за второто место меѓу БЕС и Алијансата. И Алијансата очигледно ја презема гласачкото тело, го презема од ДПА, која веројатно полека заминува во историјата. А ќе остане за вториот круг клучната борба. Значи, како што сега изгледаат работите, да се изразам со спортски или фудбалски термин, БЕС-а го плати данокот на неискуството и како ВМРО ДПМН веројатно во 90-тите на првите избори, така не изигра добро и Катерина тоа добро го објасни на неколку аспекти, не изигра добро во целиот овој период после декемвриските избори кога добија
значение, да речем, во македонското општество, особено во албанскиот блок. Сега некако тоа се полека се губи и зависно како ќе се одигра вториот круг, можно и скроз да ако нема никаде градоначалник, иако тие вчера прогласуваа дека ако се изземат гласовите кои евентуално СДСМ придонал за градоначалниците албанци на ДУИ, дека тие се всушност победниците, ако тоа на крај не се ефектуира во ниту еден, особено во битните општини, прашање колку и БЕСА ќе додржи на овој елан што го доби во декември. Така да ќе биде доста интересно, за сега не се осмелувам да прогнозирам. За Гостивар и Струга, што мислите? Добро, таму е интересна ситуацијата заради партнерството во владата, меѓутоа мислам дека нема многу да влие тоа што се партнери, дека ќе биде жестока борба на локално ниво. Многу се блиски резултатите и ќе играат разни коалиции и договори. Прашање колку ќе може да се, дури да има договори меѓупартиски, колку тоа ќе се пренесе на членството и ќе се гласа, да речеме, по договор, така да Многу интересен Гостивар, например, и Бејта и Таравари одат над бројките кои што ги имаат освоено нивните партии. Дуи во Гостивар на листата за Советот има околу 8500 гласа, но Бејта има околу 12.000, односно повеќе од 12.000 гласа. Алијансата на албанците има 6800 гласови на советничката листа, а Таравари 11600. Кај Таравари е дури уште по-видлива таа разлика, така што Гостивар е навистина многу интересен од овој аспект. Но мислиме дека имаше помалку кандидати за градоначалници, отколку што има партиски листи, ако не се лажам, дека некој не истакна кандидати. Да, иако има и голем број кандидати за градоначалници, 7 дури имаше во Гостивар и ВМРО ДПМН имаше таму. Добро, ќе направиме уште една пауза, а по неа ќе објавиме проекцијата на евентуалната распределба на пратенички мандати под предпоставка дека вчера се одржале парламентарни избори. За репер ги земавме гласовите освоени на советничките листи, направивме детална анализа и проекција по изборни региони, па ќе видиме но по паузата. Ве поканувам и понатаму да бидете со нас. Ако вчера имаше парламентарни избори, каков ќе беше распоредот на силите во парламентот? Еве ја проекцијата. ВМРО ДПМН, ДПА, БЕСА изгубија. СДСМ Алијансата на албанците и ДУИ добија. Таков е заклучокот за успехот на партиите на локалните избори, ако за репер се земат гласовите кои граѓаните ги дадоа за листите за советници. Според првишните анализи на неофицијалните резултати кои за 360 степени ги направи агенцијата Рейтинг. Споредено со парламентарните избори во декември, ВМРО ДПМН за само 10 месеци останаа покуси за околу 120.000 гласови. БЕСА на овие избори има околу 11.000 гласови помалку. ДПА останала речиси без половина од гласовите. Од 31.000 на претходните избори сега имаат 17.000. А колку што губи партијата на Тачи, толку добива партијата на Зијадин Села. Алијансата за албанците од 35.000 гласа скокна на 49.000 за неполна година. ДУИ не само што се стабилизира, туку и покажува мал раст од 86 на 89.000 гласови. СДСМ во вкупен број на гласови губи 20.000, но со оглед на пониската излезност не се многу далеко од поддршката од минатите избори. Но што би значеле овие резултати ако не беа за советнички, туку за пратенички листи на партиите? Ако ги трнеме независните листи и Демократска партија на турците, кои што според оваа симулација би освоиле по еден пратеник, меѓутоа тоа на следни парламентарни избори не може да се смета, бидејќи најверојатно и листите и Демократска партија на турците ќе одат во коалиција. Да ги земеме нив, разликата меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН би било 12 пратеника. Ако гласовите добиени на советничките листи се обработат според Донтовиот модел, по вчерашното гласање, ВМРО ДПМН би имале 41 пратеник, 10 помалку од декември. СДСМ би добиле 53,
Тоа се плюс 4 пратеници од актуелните 49 освоени лани. Нивниот владин партнер ДУИ би имал 12 мандати наместо 10, со што овие две партии потенцијално сами би направиле мнозинство од 65 пратеници. БЕСА повторно би добила 5 пратеници како во декември, а Алијансата за албанците сега би имала 6 наместо 3 мандати кои ги освои лани, со што би била втора најголема партија во албанскиот блок. ДПА би добила 1 наместо сегашните 2 пратеника. По изборни единици СДСМ би добил 11 пратеници во единицата, што е 1 плюс поредено од ланските парламентарни. Затоа еден пратеник губи ВМРО од ДПМН кој би имал 7 пратеници. БЕСА и ДУИ би останале со по еден пратеник. Во двојката, остатокот од Скопје и Кумановско. ВМРО ДПМН губи 2 пратеници од вкупно 9 колку што имаше во декември. По еден пратеник добиваат СДСМ и Алијансата за албанците која на претходните избори немаше пратеник од оваа изборна единица. ДУИ пак би добил 2, а БЕСА еден пратеник. Во тројката која опфаќа цела Североисточна Македонија, ВМРО ДПМН на овие избори би добил 9 пратеника, а СДСМ 11. Сосема спротивно беше во декември, кога предноста од плюс 2 беше на страната на десничарската партија. Во Прилеп, Кавадарци, Струмици и остатокот од 4-та изборна единица, ВМРО ДПМН губи 2 пратеници, од 10 на 8. СДСМ би добил 1 пратеник и би имал вкупно 11. Еден мандат во оваа изборна единица, според проекцијата, би го добиле независните советнички листи ставени на едно заедничко купче во овој регион. Во 5-та изборна единица, Битола, Охрид, Струга, ВМРО ДПМН повторно губи 2 мандати, сведувајќи се на 7. Тие 2 плюс пратеници ги добива ДУИ, која од 1 би имала 3 представници во парламентот од гласовите од тој регион. СДСМ би останал со 9 пратеници, а Алијансата за албанците со едно столче во парламентот од 5-ката. Во Тетовско-Гостиварскиот крај или изборна единица 6, по еден пратеник губат и ВМРО ДПМН и СДСМ, но и ДПА. Но затоа 2 нови пратеници би добила Алијансата или вкупно 4. Еден пратеник би добила и Демократската партија на турците, иако оваа партија вообичаено коалицира за парламентарни избори. ДУИ би останале со истиот број на пратеници како лани, 6, како и БЕСА со 3. Сумирано, ВМРО ДПМН губи пратеници во сите изборни единици, но најизразено е во македонските средини. СДСМ добива пратеници, но повторно во изборните единици каде доминираат македонците. Па и покрај победата во Арачиново, дали тоа значи дека СДСМ ги задржа, ги зголеми или загуби дел од гласовите што на последните избори ги доби од албанците? Значи листите, мислам дека овој пат не сигурно немаше 40.000 албански гласови за листите на СДСМ, не толку колку на изборите. Но мислам дека, да речеме, Петар Шлегов освои 10.000 гласови, направи разлика во Сара и сличното беше и во Чаир и така натаму. Мислам дека за градоначалниците во голема мера каде што имаше албански каде што беа има некој договор со ДУИ, тоа се случи. Исто и обратно, мислам дека и одреден процент на гласови на СДСМ, македонски гласови, гласаа за некои од албанските градоначалници во Чаир и во Тетово, каде што беше случајот со Теута. Карактеристично за вчерашните избори е пониската излезност од декември, но при пониска излезност бројот на неважечки ливчиња е поголем. Дали тоа е резултат на гласањето на 2, а некаде на 4 ливчиња, или граѓаните сакале да испратат порака? Еве, видовме 53 мандати би освоил СДСМ, 41 ВМРО ДПМН. Блажевска, што мислите, дали во ваква ситуација Заев би посегнал по тоа оваа предност да ја капитализира во евентуални нови избори? Па не знам какви се размислувањата на Заев, но потребите во Македонија мислам дека се малку насочени во моментов кон решавање на некои крупни прашања, реформи, пред се во правосудството, во безбедносниот систем. Тоа цело време го повторуваме како рефрен, планот 369 и така натаму. Само едно прашање. Да? Дали, иако владата има 62 пратеника во парламентот, вчерашниот резултат на некој начин и ја засилува таа позиција?
Па во таа смисла можеби не мора да брза толку на нови избори за да брза по нови мандати. Ако ви имате локална доминација во 50 општини, колку што до вчера суверено имал вашиот опонент, веројатно таа позиција е прилично зацврстена и навистина не мора да брза. Меѓутоа, секако може и да се провери. Меѓутоа, ние во Македонија мислам дека веќе сме заморени од избори. Со оглед дека предходеше 2 години криза, пржински преговори и така натаму, постојано бевме во некои процеси на менаџирање на таа криза и излез од неа преку разни модалитети и сега некако основниве потреби на луѓето, нели животот дојде, ама луѓето треба да почувствуваат дека животот дошол, че тие ветувања треба да почнат да се реализираат, да излезат малку, да се симнат од хартија во секојдневниот живот. И од тој аспект не останува многу време. Ако вие влезете во некаков изборен циклус, тоа се неколку пропуштени месеци. Ако се рачуна на самитот на мај во НАТО, некакви исчекори на Македонија, не знаеме дали ќе има, ако се очекува препорака за почеток за преговори со Унијата и така натаму, разговори со Јужниот сосед околу разликите за името, тоа се некои надворешно политички прашања кои што се многу важни, одземаат енергија и општествена и конкретно ангажман бараат голем од владата. Во таква ситуација, ако сакате да решите некои стратешки прашања за Македонија, навистина е чудно да се определите да одите на нов изборен циклус без оглед колку тоа вас од партиски аспект ќе ви заврши работа на некаква подолгорочно позиционирање на политичката сцена. Да. Значи, затоа што примерот од локалните избори треба да се има предвид. Граѓаните имаат одредени очекувања, тие без оглед вие дали ќе им видите нешто, ако во моментов не се исполнат некои нивни под понизок интензитет, да речем, или прашања од понизок степен на значење не е толку битни како што се ЕУ и НАТО, исто така може да ви пратат порака на некакви избори. Заради тоа мислам дека треба да се направи еден баланс во моментов да се работи на тие стратешки определби, меѓутоа да се мисли на секојдневните проблеми на граѓаните. Крджаловски, што би било поголема полза за ЗАЕФ ако веќе реши да влезе во решавање на прашањето за името, например? Дали нови избори на кои што би се обидел да добие поголема легитимација или можеби реформа на лидерството во опозицијската партија по барање таму партнер за заедно да се влезе во решавање на тоа прашање? Јас пред овие локални избори прогнозирав дека каков и да исходот дека нема да има основи за нови парламентарни избори, зашто претпоставката тогаш ми беше дека поизедначени ќе бидат резултатите и нема да има многу логика. Ваквиот резултат дава, да речем, мотивација на СДСМ да се оди сепак на предвремени парламентарни избори, но од друга страна, како што констатиравме претходно, сепак СДСМ 20.000 гласови помалку, тоа е веројатно заради помалата излезност, но отприлика толку е плафонот. Прашање е како ќе реагираат и колку реформите во ВМРО ДПМН до нови парламентарни избори ќе ги вратат овие 100.000 што не излегле на гласање, така да е малце и опасно со тоа да се калкулира. Од друга страна се согласувам целосно дека треба фокус на овие приоритети и ми се бендиса тезата за дека всушност со овие резултати може да се зголеми парламентарното мнозинство со помалите партии премин кон владачкото мнозинство. И тоа е поедноставната опција која ќе ја даде таа стабилност, дури ако дуи алијансата нешто се испокарат сега заради резултатите на локалните избори. Мислам дека така треба да биде, точно има. Не, да извини се, но тоа е моја предпоставка да се разбереме. Затоа што сега ние новинарите слушаме разни кулуарски разговори. Еден чекор се случи, Саздовски премина во независни. Ама колку такви независни во меѓувреме ќе се јават и тие кои се владини проекти ќе ги поддржат, ние сега можеме да размислуваме дали реално ќе функционираат како независни или се знае на чии таз ќе претежно е нивниот глас тогаш кога ќе треба да се одлучува за некакви прашања во парламентот. И само кратко околу Груевски, неговата улога и судбина. Која е вашата прогноза?
Знаете што, многу ми е непријатно да зборувам за човек за кој што овие денови, за жал, од луѓе, негови медиумски поддржувачи, кои мислам дека до пред една година паѓаа во транс, сеќаа Вени за да се сликаат со него или да дојдат до него или само да се поздрават со него, сега им стана предмет на подсмев. Мислам дека тој не смееше да си дозволи да се најде во ваква ситуација. Неговата оставка јас како граѓанин ја очекував после првата бомба на СДСМ, односно не очекував да го направи тоа што го направи на 31 јануари 2015 година со обвинувањето за пуч. Тоа му беше првата стратешка грешка и од тогаш тој влегуваше постојано од една грешка во друга, преку кавгите со меѓународната заедница и така натаму, па се до мобилизирање на народ, што знаеме сето тоа како заврши во парламентот и така натаму. Дали вчера ви прозвучи како на човек подготвен сепак да понесе одговорност? Јас вчера очекував тој да излезе и веднаш да си поднесе оставка. Дали може би тактички заради вториот круг на изборите не го направи значи, тоа? Јас претходно кажав, тој со неговото поведение во изминатите 2,5 години, за жал, во еден период дал придонес за партијата, не може да се оспори. Не биле сите негови фази идентични во владењето. Значи, има моментот кога тој станува абсолютен монарх и така натаму во партијата, главен, неприкосновен и едноставно човек кој што се оглушува на она што се случува во јавноста. Меѓутоа, не може он да биде мотиватор за вториот круг. Напротив, јас мислам дека доколку вчера тој поднесеше оставка, во партијата полесно, денеска веќе полесно ќе се дишеше, бидејќи почетокот на решавањето на проблемите ќе беше започнат, ќе се почувствуваше една релаксација во самата партија. Напротив, неговото останување и понатаму и анализи, нема, анализите мора веќе да бидат завршени во ВМРО-ДПМНЕ. Предолго време, кој анализира 3 години. Значи, од тој аспект тој им отежнува во вториот круг. И јас мислам дека повеќето резултати, она што ќе се случуваат во вториот круг, нема да бидат некаков придонес на Груевски за неговите кандидати, напротив, уште повеќе ќе им бидат хендикеп и уште повеќе на бранот на победата на СДСМ, некои од кандидатите на СДСМ ќе извојуваат победа, иако може би во други околности ни оддалеко не би го постигнале тоа. Значи, тој во моментов и помага на противничката партија, не и одмага со своето поведение. Кажаловски, има ли простор Груевски се уште да аргументира своје останување на лидерското место во ВМРО-ДПМНЕ? Па, прво се согласам со се што кажа Катерина и мислам дека барем 10 шанси пропушти за подостоинствено да замине од лидерската позиција на ВМРО-ДПМНЕ. Идеална за мене беше декемвриските резултати и дури мислам дека да понудеше ВМРО-ДПМНЕ друг кандидат за премиер, сега ќе беше владеачка партија. Некој велат дека тоа се случило, ама од разен требаше тоа да биде јавно и јасно и да нема дилеми околу тоа. Мислам Дуи ќе прифатеше да таква коалиција поддржи. Но таа шанса се пропушти и точно се дојде до моментот кога се одеше со глава во зид, да се удри во зидот. Мислам дека и покрај тоа, во вчерашната изјава, сепак остави простор и понатаму да остане на лидерската позиција, барем до крајот на вториот изборен круг. И да, јас очекував дека барем ќе честита победата на противникот вчера, ако не и да каже веднаш оставка, но и дел од реченицата имаше и за својата одговорност, даде простор дека сепак ќе се случи и оставката. Патем на Алса телевизија ги каже условите за својата оставка, дека ако што ќе се смета за победа или пораз на изборите, едно беше бројот на општини освоени, второто беше на вкупниот број гласови. Сега двата параметри да задоволуваат критериумот да се привлече. Добро, благодарам многу што вечера бевте дел од 360 степени. Ве поканувам до крај да одгледаме и саботажата, и таа е постизборна. Обидувајќи се да бидат допадливи и да се расфрлаат со мудроли на кои не им го знаат значењето, оние кои на училиште ги прескокнувале лекциите по митологија, мислејќи дека ќе кажат нешто умно, си ја запечатуваат судбината како таа
чие љубопитство ги распосла сите зла на светот. Јас сум првиот градоначалник кој ще отвори Пандорината кутија. Продолжуваме понатаму. Ова книжење на сите градоти во Скопје на собственото конто е резултат на незнаење, но има такви што самите се понудија да го преземат приматот, ама тие свесни што отвараат, само сакаа по секоја цена да се задржат во надпреварот, трудејќи се да влезат во аналите, како легенди за незаборав. Ајде да се измериме! Ајде да се измериме! Продолжуваме понатаму. Зарем има таква мера со која може да се пресметува нешто што целосно наликува на непресметливост? Како ли да се калкулира толкавото ниво на примитивност употребата на невкусен јазик која надминува дури и политичката омраза и недоличните вулгарности, кои се содржината која излезе од отворената Стефчова кутија. Знаете ли која мафија е најопасна? Онаа што вози во рикверц. Онаа хомосексуалната мафија што сака да ни се инсталира овде во општина Карпош. Да ни прави геј паради. Продолжуваме понатаму. Може би затоа и со право. Отворачот на Пандорината со мала дигресија околу употребата на поговорки поврзани со името на Бога, кои пак се должат на незлонамерност, но сепак на неопит. Тој има јасна порака за сите што се однесуваат на ваков начин. Господ има една изрека, простете му, не знае што зборува. Во тој контекст се однесуваат и родоначалниците и идеолошките столбови на концептот на поделби. Тие што се заслужни за мастилото со кое се прецртуваа предавниците и се подвлекуваа патриотите, тие што ги потикнуваат тврдокорните на финална пресметка со соросоидите. Сега имаат нова мантра, ама овој пат се во вестерн сценарио. Тие настапуваат каубојски. Тие веќе ги ставија каубојските чизми. Убаво кажа Тања за каубојците, ама одговорот е не се сите индијанци во Македонија. Значи овие што сме од другата страна. Продолжуваме понатаму. И на крајот, вреди ли мерењето кога нема споредба? Кажете им колкава беше излезноста на претходните локални избори? Вкупната излезност? Некаде над 60%. Кажи. Ало? Продолжуваме понатаму, имаме мали технички проблеми. Нема никаква техничка грешка, како што нема ниту мали индијанци, ниту големи каубојци. Времето за мерење заврши. Ајде да се измериме! Ајде да се измериме! Продолжуваме понатаму. Заврши уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.